Но за да истражувате надвор, најдобро е прво да почнете од дома, да видиме што имаме тука, па потоа ќе излеземе надвор од границите. Кога сме кај тоа што имаме тука, Македонија има многу што да понуди. На тема туризам секогаш има што да се каже, но факт е дека и туристичките работници се пред сериозен предизвик во економска и енергетска криза каква што живееме изминативе месеци. Поевтина електрична енергија за туристичкиот сектор како дел од мерките за помош и поддршка се предлог кој Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот очекува да ги прифати државата со цел ублагување на кризата. Пред какви предизвици е исправен туризмот и колку време ќе биде потребно секторот да застане на здрави нозе? Тема на разговор со првиот човек на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, Љупчо Јаневски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до сите утрински гледачи, ви кажал Радновуци. Ковид пандемијата не врати чекор назад, енергетската и економската криза се чини уште два назад. Пред какви предизвици е исправен туристичкиот сектор во моментов? Би се пошегувал малце на темава и покрај тоа што е многу сериозна, велиме напред назад и некако овие неколку години се би кажале дека одиме еден чекор напред, но се трудиме што помалце додиме назад. Пандемијата некако добро ја поминавме во одредени сегменти, подобро ја менаџираме веќе, резултатите се очекувани за 2022 година спрема стратешките планирање, но економската криза која што се навестуваше скоро пред една година дека ќе го има својот удар во 2022 година, токму веќе е доста присутна. Велиме дека кога имаме енергетска криза, економска криза, тогаш имаме криза во повеќе сектори во економијата. Еден од секторите и енергетиката, каде што енергенсот многу варира, не е стабилен и секако е многу чин. Тоа ги оптеретува и домашните економии се со цел што повеќе да се потрудат да го најдат, да биде достапен, истиот да можат да го платат. Од тука и туризмот не е имун на состојбите во економијата, генерално гледано во Европа, и пред се тоа се случува поради одредени фактори кои што не секогаш можат да бидат предвидливи. Туризмот е многу осетлив, како што знаете, пандемијата и нејзиниот удар директно удри 100% врз туристичкиот сектор, потоа имавме кризата и се уште имаме нестабилноста во Украина и војната што се случува во тој дел на Европа и енергетската криза која што веќе дополнително создава проблем кога се во прашање аранжманите, бидејќи туризмот веќе ги заклучува аранжманите за 2023 година и во голем сегмент се неизвестност на одредените цени или прагот на рентабилноста во туристичката индустрија. Токму затоа е потребата од дополнителна помош во туристичката индустрија кај нас. И кога сме кај помошта, еден од начините да се интервенира за да се намалат последиците од економската криза е и интервенцијата со цената на електричната енергија. Имавте ли средби со надлежните? Што велат тие? Има ли можности простор да се интервенира во овој сегмент, бидејќи велите треба да им дадеме на оние кои што пак се подготвени да вратат повторно во буџетот? Токму тоа, ние активно преку Советот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, кое што е тело кое ја советува Агенцијата, но и заеднички создаваме покрај програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот одредени предлози од туристичката индустрија кон самата влада и тоа е процес во кој што реално ќе можат да се видат и самите потреби. Веќе се дадени одредени предлози од страна на Советот, веќе гледам дека и самата влада интервенира во одредени сектори, се надевам дека во многу брзо време ќе излезе со одредена помош во туристичката индустрија. И зошто го велам тоа така? 2020 година е очекувана година и туризмот генерално на светско ниво многу повеќе и побрзо се враќа. Во овој момент некаде до месец август минусот, ако ги споредиме 2019 со 2022 година на светско ниво е 40 до 42%. Всушност Азија како континент многу поспоро се опоравува од пандемијата, бидејќи некако имаше одреден повратен удар, затоа што брановите беа силни, јаки со одредени пикови во Европа, додека Азија се трудеше да го изменаџира малце на поразличен сегмент. Успеа во многу делови, но воведувањето и враќањето во туристичката индустрија малце поспоро. И всушност и во Европа недостасуваат азијските туристи во тој број во кој што ги имавме.
Европа е некаде 26 до 28% во минус, ние сме некаде околу 30% во минус, но тоа не значи дека одредени дестинации не се во плюс. Веќе со месец август сме 2,2 милиони ноќевања, предвидени 2,6, велиме дека добро напредуваме во туристичката индустрија, но токму тоа, Кристина, и вие тоа што го кажавте, дека е потребна одредена помош во туристичкиот сектор, се со цел тој да не го забави својот раст и неговото враќање веќе во 2023 година да биде помоќно од 2019. Господине Јаневски, верувам ќе се согласите со нас, алтернативните извори на енергија се одлична опција во услови на енергетска криза и вртоглави сметки за електрична енергија. До неодамна компаниите во Македонија макамачеа со оние процедури за инсталирање на истите, за во последно време да слушнеме од представниците на ТИРС дека истите се олеснети. Колку зелената енергија е опција за хотелите и колку истите ја користат? Би кажал дека не се секогаш процедурите, може би и визијата. Долги години наназад Европа и светот создава концепт на зелени хотели. За жал на Балканот, па еви од Хрватска надоле, ние ги немаме со зелени звездички. Тоа се одредени прилагодувања со обновливи извори на енергија, штедење и рационализирање на трошоците. Всушност, одговорно нанесување кон себе, кон околината, кон локалната заедница. Дали тоа ние го имаме? Не. Дали не спречија процедурите за тоа? Не. Но ценам дека и со овие олеснување многу побрзо и пооперативно ќе видиме потребата од штедење, од создавање на чиста зелена енергија. Всушност, на таков начин не само што ќе помогнеме на себе, помагаме всушност во овои моменти на домашната економија, затоа што и државата ќе може на полесен начин да амортизира кризата. Колку и да звучи лошо, ова е совршено време за да се минува и визијата и навиките. Такви се условите и не тираат на тоа. Сметките за електрична енергија не се единствената главоболка која што ја има туристичкиот сектор. Одржувате постојани состаноци со туристичките комори. Оно што ме интересира, што друго е неопходно за секторот да преживее овој период? Всушност се веќе Кристина не би го користила зборот преживување, бидејќи е многу јак. Добра. Ако ја погледнеме половината година од 2019 и 2022 година во приливот од туристичката индустрија, ќе видиме дека ние сме 20% повеќе. Што значи секторот не е толку засегнат како останатите во време на криза? Така е, или би кажал дека добро се опоравува. Добра. Но секогаш во секторот не можат сите да бидат исти. Има едни кои што се напред, за разлика од останатите, односно некои кои што многу побрзо се прилагодуваат на новата реалност во туристичката индустрија и воопшто во светот. Ние зборувавме неколку пати дека таа е неминовна и што побрзо се прилагодиме, толку полесно ќе можеме да амортизираме кризата, која што веќе не е само здравствена, туку имаме на повеќе сегменти. И таа е рефлексија од XX случувања во светски размери. Сега како ние тоа ќе го направиме? Тоа ќе е веќе сосема друг сегмент. Говориме дека во меѓувреме работевме на зголемување на портфолиото на земји од каде што ни пристигнуваат туристи, но и погодок е тоа што кажавме и добро изанализиравме дека 2022 година и 2021 година регионот треба да биде во фокус. Всушност, гледајќи ги резултатите од 2019 година и извештаите всушност од Државниот завод за статистика, но и од регионот, но и нашите истражувања, ќе видите дека 51% од вкупниот број на странските туристи кои што не посетиле биле од регионот. На таков начин 2022 година имаме пораст од регионот, поголем фокус, но и можноста во отворениот Балкан. Бидејќи отворениот Балкан, иницијативата на Албанија, Македонија, секако и на Србија, овозможува веќе да не зборуваме на кампања која што е дома си е дома од 2 милиони туристи, туку веќе ни е дома си е дома на 12 милиона туристи. Всушност, многу нешто кои што треба да ги направиме во краток рок и големи предизвици не чекаат не само во 2023 година, бидејќи ние мораме да го одржиме растот во туристичката индустрија и да ги поправиме одредени слаби точки кои што се видува дека се веќе очигледни и не можат да се занемаруваат во текот на кризата и во текот на пандемијата. Во контекст на она што го говорите, она што охрабрува е што според податоците кои што ги имаме и во услови на оваа криза, во Охридско-Струшката ривиера поголем дел од хотелите се закупени веќе за семинари и за конгреси, но и многу од капацитетите се исполнети токму за престојните новогодишни празници. Така, значи паѓа нешто во вода дека ќе ги затвориме. Всушност, убавото време ни помага на сите. И покрај тоа што штедиме енергија, и тоа што нели треба да бидеме поактивни, да го зголемуваме нашиот имунитет, да спортуваме, можеме да ги посетиме нашите туристички места.
Оваа година, не подсети септември и октомври месец, што значи конгресен туризам, се уште е на сила да ги подсетиме сите државни институции, дека се уште е на сила одлуката на владата од 2019 година, дека сите конгреси, советувања и работилници треба да се прават дома, се со цел да го зеакнеме туристичкиот сектор. Ние ќе дадеме една дополнителна иницијатива, која што веќе подготвуваме заедно со Советот, и екскурзиите во 2023 година од основците, од средношколците да бидат токму насочени кон дома. Онака како што ние растев. Па така е, да. Нели? Бидејќи треба да го уште еднаш да откриеме дома си е дома, можеби малце ќе ни се подналутат, но се надевам дека во животот ќе имаат многу тоа повеќе да истражуваат надвор, мислам дека треба да почнат од дома. Велите, треба да ги посетуваме домашните туристички места, но по која цена? Ке има ли раст на цените како последица на кризата? Веќе чувствуваме одредени... Така е. За жал, прагот на рентабилност или фиксните трошоци се зголемени. И според тоа, според цената, јас никогаш не сум ја коментирал. Дали е таа висока и дали е таа ниска. Туку Но реалност е дека е повисока од претходно. Но секогаш велам следно. Дали тоа што е понудено вреди за цената и дали ги надминува вашите очекувања. Всушност, услугата што треба да ја добиете, треба да биде над вашите очекувања во дестинацијата. Тоа што можеби треба да работиме, не можеби, треба да работиме. Подобрување на условите, подобрување и јакнење на човечките ресурси во туристичката индустрија и нешто што се вели Total Quality Management, односно се повеќе регионални и светски практики на тоа поле. Треба да инвестираме во туристичката индустрија, треба да стартуваме нов циклус на инвестиции, хотели, ланци, подобрување на услови, нови форми на туристичка понуда, но и видливоста на нашата дестинација. И токму 2022-та некако страмежливо, но веќе во стратешкото планирање за 2023 година јасно кажуваме што сакаме да направиме, јасно кажуваме дека кога ќе влеземе во нашата дестинација, токму сите странски туристи треба да добијат бесплатен Wi-Fi на граничните премини, да спуштат мобилна апликација и да уживаат кратко време додека чекаат, а после тоа да останат еден ден повеќе токму кај нас. Очигледно е дека ковид пандемијата беше причина за затварање на голем број на хотели и гостителски објекти. Постои ли ризик од нови затварања поради актуелниве кризи? Јас не видов многу дека имаме затворени хотели и во криза. И да се надобрзам, ке ризик ли е целава ситуација за нарушување на имиџот на Македонија како туристичка дестинација, кој го градевме баш напорно? Мислам не. Ние веќе почнуваме сегмент на ново ребрендирање и видливост на дестинацијата, како дома, така и надвор. Во овој момент на терен се неколку екипи и ги подготвуваат одредените нови видеоматеријали, кои што повеќе ќе се фокусираат на местата кои што треба да се посетат во државата. Всушност, некако видеото од 20 потребни дестинации кои што треба да се видат во нашата земја, би го кажал дека е можеби видео за почетници, за туристички почетници кои што сакаат да не посетат. Потоа имаме неколку одредени фокуси на дигиталните номади, нова фокус група која што се повеќе се зајакнува од страна на светот или во туристичката индустрија, еко-руралниот туризам кој што ние джокер во ракавот и мораме да го развиваме во континуитет, но повеќе би сакал да дознаеме ние самите колку вредим, а стварно вредиме многу во туристичката индустрија. Повторно сме во првите 10 земји во светот, кога е растот во туристичкиот промет за половина година во 2022. Успеавме нели да докажеме дека 2021 година сме добри во туристичката индустрија, во очите на Светската туристичка организација, бидејќи многу пати ние сакаме да си ги негираме успесите и да се сопкаме, но тоа треба само да ни даде мотив да докажеме и на себе, и на тие околу нас, но и на светот дека вредиме повеќе. Вистина вредиме, вистина имаме со што, само треба да ги засукаме ракавите и како што велам неколку повеќе пати да покажеме што е патриотизам со работа. Ме изненадивте со информациите дека не го доживува толку травматично се во ова што не се случува туристичкиот сектор. Останува да вложуваме доколку сакаме се разбира резултати и добре дојдена е поддршката каква и да е. Знаете, Кристина, ако сакаме изговори, ги имаме многу. Но имаме причини и предизвици исто толку повеќе да работиме. Всушност да, пандемијата го направи своето, но сите ние треба од незе да извлечеме поуки и да бидеме многу похрабри. Не само во одлуките, туку и во вложувањата. Нас не треба пандемијата да ни биде изговор. Всушност, пандемијата треба да ни биде мотив каде треба да отидеме.
Јасно ние кажуваме дека требаме да работиме, дека туристичкиот сектор се повеќе се наметнува. Главниот ревизор ја кажа својата во ревизорскиот извештај каде ја гледа Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во наредните неколку години и каде ја гледа туристичката индустрија. Имам уште два месеци всушност до оние 400.000 кои недостасуваат за 2,6. Се гледаме на крајот на декември да сумираме дали го постигнавме резултатот. Имаме половина година да ги достигнеме. Всушност на половина година сме 184 милиони, а веќе со месец август сме повеќе од 2,2 милиони ноќевања. Кажавме дека ќе биде 2,6. Да. Очекувам веќе со месецот септември да бидеме многу блиски, да имаме 2,5 можеби милиони ноќевања и до крајот на годината заеднички да се пофалиме овде токму во утринската програма и пред се една голема благодарност на утринската програма, на вас како новинари и како водители и на Националната куќа која што во цел тек на овие 2 и повеќе години заедно со нас се бореше и мислам дека успеа да ја подигне туристичката индустрија и Македонија како туристичка дестинација малце повеќе, барем во нашите очи. Благодарам за гостувањето. Благодариме за гостувањето. Веруваме дека овие бројки ќе бидат секако и надминати.